Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Климатските промени не можеме да ги запреме. Неопходно е ревидирање на билатералниот договор со Албанија за искористување на водите од Охридското езеро. Бранко Азески во Охрид ги најави двата нови проекти на Стопанската комора за задржување на младите во државава и нов концепт за извоз. Великденски базар во четврток на плоштадот Крушевска република. Онредни контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство во пресред на великденските празнувања. Во Струшкиот суд продолжи судскиот процес за родилката од Дебар. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и со слаби локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 17 степени Целзиусови. Во вторник во најголем дел од Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе биде топло со температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината, со исклучок на Пиринејскиот полуостров, каде што температурите се невообичаено ниски за овој период. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде топло со дневни температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината и ќе изнесуваат од 13 до 24 степени. Во Македонија во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите од дожд ќе престануваат. Ќе дува умерен, слаб и јужен југоисточен ветер кој што ќе достигне брзини до 20 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 12 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат од 11 до 29 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и топло. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во среда и четврток во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне нестабилно со врнежи од дожд. Минималната температура од 8, односно 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20, односно до 21 степен. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 20 степени Целзиусови. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Климатските промени го земаат данокот со неповолна хидролошка состојба на Охридското езеро, која се повторува неколку години наназад. Неопходно е итно ревидирање на спогодбата со Албанија од 1956 година за искористување на езерските води и еспредска дискусија, бидејќи се работи за езеро кое представува светско природно наследство и недозволиво истото да се третира како акумулација за производство на електрична енергија. Според последните мерења, нивото на Охридското езеро денеска изнесува 693,32 метри надморска височина, што е за 25 сантиметри под просекот за овој период од годината. Долгите сушни периоди, малата количина на врнежи и топлите зими без високи снежни покривки на околните планини како резултат на климатските промени го земаат данокот со неповолна хидролошка состојба на Охридското езеро, која се повторува неколку години наназад. Пример, во јануари и во февруари наврнале само 28 мм дожд во Охрид, што е многу мала количина за зимскиот период. Снегови речиси и да нема. Тоа се случува не само во Охридскиот регион, меѓутоа и пошироко во цела држава, што значи дека ваквите климатски непогоди ќе бидат се уште позачестени. Односно ќе имаме појави на екстремни дождови кои ќе паднат во многу краток период и ќе имаме долготрајни сушни периоди, како што е оваа зима, која што е многу блага, со повисоки температури. Тоа придонесува и за поголема евапорација и испарување од самото езеро и уште една причина за губењето на вода од нашето езеро. Флуктуациите на нивото на езерото влијаат неповолно врз екосистемот, бидејќи со повлекувањето на водата од крајбрежниот литорален слој на суво остануваат голем број организми кои што живеат прикрепени за тој појас, а дел од нив се ендемични, вели Зороски. Додава дека не можеме да ги сопреме климатските промени, но можеме да влијаеме врз количеството на испуштање вода од езерото, што се врши врз основа на спогодба од 1956 година, склучена помеѓу тогашна Југославија и соседна Албанија. Тој треба да се ревидира, односно да повторно да се разгледаат тие коти, бидејќи ситуацијата се променила од тогаш досега. Така што двете држави потребно да седнат и со помош на експерти за хидрологија да ги договорат заедничките коти, колку може да се испушта вода од кај нас, испустот во струга да се замени со нов, пософистициран и на тој начин да имаме комплетна слика за колку вода во секој момент има во езерото, односно попрецизен баланс на хидролошки баланс на водите од Охридското езеро. Во овој момент, правно гледано, езерото се користи како акумулационен базен, што е недозволиво, потенцира Зороски и апелира час поскоро да се најде заедничко решение согласно најновите меѓународни регулативи поврзани со искористување на прекугранични водни екосистеми, посебно поради тоа што Охридско езеро е светско природно наследство под УНЕСКО. Платформа за борба против иселувањето и за враќање на младите дома и нов концепт за извоз на комората се двата нови проекти на Стопанската комора кои денеска од Охрид ги најави нејзиниот председател Бранко Азески. Платформа за борба против иселувањето и за враќање на младите дома е проект на Стопанска комора кој ќе го спроведува во соработка со владата. Проектот денеска во Охрид го најави председателот на комората Бранко Азески, кој кажа дека за 2 месеци од денес ќе биде подготвена база на податоци на квалификувани млади луѓе во државата. Луѓето се тие што ја движат и економијата и државите, а објектите без луѓето се ништо. И опремите. Така да тука мислиме дека
треба практично со тоа да се поттикне економската активност во државата да би можело да се задржат младите луѓе со неколку мерки кои што ќе можат да го спроведат тоа. Значи не е доволно само да се зборува, треба да се направат сериозни реконструкции во образовниот систем кои што веќе ги правиме. Една акција за возобновување на институтите кои што треба да се дигнат на високо институционално ниво и да ги задржат кадровите и пари кои што ќе треба да интервенира државата и ние за да можеме да ги задржиме тие луѓе адекватно на оно што би можеле да го остварат надвор. Азески го представи новиот концепт за извоз на комората кој се состои од 5 мерки за кои бил постигнат договор со владата. Програма за извозна промоција, за меѓународно афирмирање и градење меѓународни брендови, за исполнување меѓународни стандарди, програма за изработка на дигитална платформа за извоз Easy Export и за јакнување на кадровскиот капацитет на извозните компании, се мерките чиј бенефит според Азиски ќе го почувствува секоја извозна компанија во државата. Поучени од претходните искуства одиме на концентрирани активности кои што ќе значат директна поддршка за компаниите во наредниот период за да можат да ја задржат својата позиција на пазарот и да се борат на конкуренцијата на меѓународните пазари и да покушаме нашиот млад кадар кој што има големи амбиции, кој што може да направи нешто за додадената вредност на македонската економија, да на некој начин успееме да задржиме тука, реков, на начин кој што нема да е со убедување и со разговарање и со, не знам, пиар активности, него со директна поддршка парична, со директно стварање услови за нивно ангажирање тука. Председателот на Стопанската комора Бранко Азески денеска беше во посета на компанијата Братство Инокс во Охрид, која е дел од корпорацијата Андрос ДОО и оствари работна средба со менаџментот на оваа компанија со 7-децениска традиција и квалитет. Општина Охрид во соработка со јавното претпријатие Градски пазар на 17 април Велики четврток со почеток во 11 часот и 30 минути ќе го организира традиционалниот Великденски базар на плоштадот Крушевска република. На базарот ќе земат учество охридските занаетчи, производителите на домашна традиционална храна и трговците кои продаваат великденски украси. Исто така, на базарот ќе бидат изложени и креативните великденски изработки на најмладите од детската градинка Јасна Ристеска, на учениците од општинските основни и средни училишта, на младите од младинскиот центар и волонтерите на Црвен крст Охрид. Во духот на најголемиот христијански празник Воскресение Христово Великден, собраните финансиски средства ќе бидат донирани во хуманитарни цели, информира градоначалникот Кирил Пецаков. Вонредни засилени контроли од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство во пресред на великденските празници. Во услови на зголемена побарувачка на храна, инспекторите апелираат граѓаните да бидат внимателни и да пазарат само од регистрирани оператори за храна. Инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство спроведуваат вонредни засилени контроли пред великденските празници, во рамки на досега спроведените 350 надзори на операторите, со цел спречување на пласирање на небезбедна храна и нелегална трговија со јајца, бои за јајца, како небезбедни уништени се 1230 килограми различни видови на производи, најмногу месо, преработки и подготовки од месо, но и јајца, бои, мед, ракија, маслиново масло и други производи. За утврдените недоследности со вонредните контроли изречени се казни во висина од 3650 евра во денарска противредност и издадени се 22 решенија со наредби за нивно отстранување, информираат од агенцијата. Во услови на зголемена побарувачка на храна пред предстојните великденски празници, од агенцијата апелираат граѓаните да бидат одговорни потрошувачи и да пазарат само од регистрирани оператори за храна кои се под контрола на инспекцијските служби од агенцијата.
да се внимава на декларациите на производите, нивното означување и рокот на употреба, како и температурниот режим на чување, особено на лесно расипливите, бидејќи во спротивно тие можат да бидат небезбедни за граѓаните. Ги охрабруваме граѓаните секоја недоследност во поглед на безбедноста на храната да ја пријават во агенцијата лично, телефонски на бесплатниот телефонски број 0800 322 22 или електронски на info@fva.gov.mk, апелираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Во Основниот суд во Струга денес продолжи судењето за случајот со родилката од Дебар Илдис Веапоска, на која по породување со царски рез во Струшката општа болница беа отстранети матка, јајник и бубрек. Продолжи судскиот процес за родилката од Дебар која при породувањето во Струшката болница остана без 3 органи. Судот го одби барањето на одбраната за ново супервештачење со образложение дека биле испочитувани процедурите. Изработено е од установа како што предвидува Законот за кривична постапка и Законот за вештачење, на што негодуваше одбраната, потенцирајќи дека супервештачењето било изработено од лица кои немаат лиценци. Поред она што го имам примерно како податок од вештите лица, дека се почитувани процедурите, дека имало откажување, дека имало прифаќање од други лица, дека тие составиле комисија за која одговорност стојат и тврдат дека тоа што е направено непристрасно и професионално, а суштината на вештачењето ќе биде образложена на наредното рочиште. И истата е изготвена согласно ЗКП и согласно Законот за вештачење. На установа каде се вработени најмалку двајца вештаци со лиценза. Значи, ова го предвидува законот. Родилката од Дебар вели, конечно очекува правда, бидејќи супервештачењето потврди винака и лекарите. Значи, после 4 години во овие судски врати прв пат се осеќам дека правда ќе има. Судијата го прифати супервештачењето, благодарение на судска медицина и на супервештаците, ова правда ќе ја добијам. И одна што јас веќе подолго време го очекувам, сега почнуваме со вистинското судење, изведување на доказите, распитот на вештите лица, потврдување на нивното знаење и умење. Судскиот процес со родилката од Дебар, во кој двајца лекари гинеколози и еден гинеколог специјализант се товарат за тешки дела против здравјето на луѓето, започна во 2022 година. Делото застарува идната година. Сдруженијето за планински велосипедизам Рупи Кабра МТБ со поддршка на општина Дебарца викендов ја организираа 4-та велосипедска тура низ Дебарца. Стотина влюбеници на планинскиот велосипедизам од цела Македонија учествуваа на 4-та велосипедска тура во Дебарца, која викендов во организација на Сдруженијето за планински велосипедизам Рупи Кабра МТБ се возеше од село Лактиње до Славеј планина. Учесниците ги поздрави градоначалникот на Дебарца Зоран Ногачевски, кој им посака успешен настан. Посебна благодарност градоначалникот упати до амбасадата на Сојузна Република Германија во Македонија, која преку програмата за мали проекти го поддржа проектот Патеки на откривање, кој е имплементиран од страна на Сдруженијето за планински велосипедизам Рупи Кабра МТБ Струга, а со кој се маркираа 6 велосипедски патеки со вкупна должина од 210 километри на планините Стогово, Караорман, Илинска и Славеј планина. Општина Дебарца во целост го поддржува овој спортско-рекреативен настан, бидејќи преку истиот се промовираат здравиот начин на живот, природните убавини, историското и културното наследство на општина Дебарца, рече Ногачевски. Физичка пресметка на фудбалски надпревар, кривична пријава за бесправно градење. 42 прекршочни платни налози за возење со брзина поголема од дозволената, следува полицискиот билтен. На 13 април 2025 година во 22 часот во селото Волино, општина Дебарца, полициски службеници од СВР Охрид од слобода лишиле 43 годишно лице од истото село.
Тој по завршување на фудбалски надпревар од третата фудбалска лига одржан во Фолино, физички нападнал 25-годишно лице од ресенското село Грнчари, кој бил фудбалер од гостинската екипа, пошто тој бил префрлен во болницата Свети Еразмо во Охрид за укажување помош. По целосно документирање на настанот против напаѓачот ќе биде поднесена соодветна пријава. На 13 април 2025 година, при контроли во патниот сообраќај извршени на подрачјето на СВР Охрид, полициските службеници затекнале 42 возачи на моторни возила кои во и надвор од населено место управувале моторни возила со брзина поголема од дозволената. Во Охрид 10, Струга 11, Кичево 12 и Дебар 9 лица. Против нив, согласно одредбите од Законот за безбедност во патниот сообраќај, поднесени се прекршочни платни налози. А на патот Тетово-Гостивар, кај наплатна станица Гостивар, од слобода бил лишен 54 годишен охриѓанец затоа што управувал патничко возило Volkswagen Passat со охридски регистарски таблички со брзина од 165 км на час на место каде што било дозволено 80 км на час. По документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од МВР. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 46 годишно лице од Охрид поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело бесправно градење. Тој на катастарска парцела во охридското село Рамне без одобрение за градба неовластено изградил објект за временно сместување, кој спаѓа во градба од втора категорија, што било констатирано и при извршен вонреден инспекцијски надзор од областен градежен инспектор при одделение за инспекцијски надзор од општина Охрид, информираат од СВР Охрид. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно!